Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, а вие следите поинакви вести на Слободен печат. Индија синоќа го нападна Пакистан. Серијата воздушни напади Индија ги нарече операција Синдор. Ова е најсериозниот вооружен конфликт помеѓу двете атомски сили во последните 2 децении. Индија нападна повеќе цели, вклучувајќи и областа Кашмир. Пакистан известува за 26 загинати цивили и најави одмазда. Штета е што имаше индиски напад врз Пакистан. Ова се зборови на американскиот претседател Доналд Трамп. Ја губили Европската унија довербата во Мицкоски? Одговорот е да, бидејќи досега ниту видела, ниту гледа дека тој е спремен за донесувањето уставни измени, велат за Слободен печат извори од Унијата. Според нив лесно се стопила првичната доверба што ја имале во македонскиот премиер по ланските избори, а сега веќе се разочарани од неговите барања. Дури и коментираат дали премиерот сака да прифати како функционира Европската унија. Дури и оние кои на почетокот му даваа некаков политички кредит, повеќе не се спремни да го кредитираат, бидејќи како што велат, имало доволно време. Повеќе за ова од Жана Божиновска на slobodnpečat.mk. Критиките и незадоволството на власта од работата на републичкиот јавен обвинител Љупчо Куцевски преминаа во пофални зборови за неговата агилност и истрагата што се води за трагедијата што се случи во Кочани. На сите прашања поврзувани со истрагата, представниците од власта, премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски за одговори упатуваат на јавното обвинителство. И при тоа не штедат фалби за брзата реакција на државниот обвинител Куцевски. Министерот за внатрешни работи кажа дека тој самиот му се јавил на Куцевски за да дојде во Кочани кога се случи несреќата. Тие што треба да не чуваат, да не пазат од корупцијата, да не штитат и да прават да се чувствуваме безбедно. Денеска слават. Честит да е денот на македонската полиција. Во Центарот за обука на МВР во Идризово денеска ќе се одржи централна прослава за одбележување на денот на македонската полиција 7 мај. Прво му ги украдаа спомен плочите, потоа позеленеа склоптурите, а сега му се заканува тотален колапс. Стаклената потпора на еден од најфреквентните премини во центарот на Скопје, пешачкиот мост на цивилизациите, попознат како мостот Око. Веќе со недели е на неколку места искршена, напукната и оштетена, загрижувајќи ги граѓаните што секојдневно одовде пешачат преку реката Вардар, а нив ги има стотици. Плочите се огромни, со зеленикава боја и ги има околу 10, но речиси половина од нив се со поголеми или помали пукнатини, кои доколку би попуштиле, би следел целосен колапс на овој прв слој од подлогата на мостот. Слободен печат прати прашања до град Скопје како надлежни за одржување на мостот Око и оттаму ни одговорија дека се запознаени со оваа ситуација, која според нив е последица од вандализам, а поправката на плочите е во фаза на подготовки, бидејќи како што велат станува збор за сериозен и специфичен зафат. Каков не објаснија. Ова е тема на колегата Филип Николов. Ке ги имали преспанските јаболки само во песните. Како тргнало, веројатно од нив ќе останат само спомени. Априлскиот мраз го сотрее речиси целиот род на овоштарите. Најавниот повик на општина Ресен за штета врз земјоделските насади поднесени се околу 2400 барања од вкупно 2600 земјоделски стопанства. Димензиите на оваа земјоделска трагедија се уште поголеми ако се знае дека 60% од целиот овошен род во Македонија го сочинуваат јаболката. Практично сите активни земјоделци пријавиле штета, велат од општина Ресен за Слободен печат. Деталите ги има колешката Сонја Кириджиевска на slobodnpečat.mk. Од сега сите ќе сакаме да работиме во Шпанија. Шпанската влада одобри закон со кој се скратува работната недела од 40 на 30,5 часа. Денес го модернизираме светот на работата и им помагаме на луѓето да бидат малку посреќни, рече министерката за труд Јоланда Диас.
И додека Барса и Интер вчера играа фудбал во вистинска смисла на зборот, патем во корист на Интер. Кај нас се случи скандал на надпреварот Кожув-Башкими. Бурни се реакциите во јавноста по голот за победа кој Башкими го постигна на крајот од надпреварот. По реакцијата на Фудбалската федерација на Македонија, која најави санкции, се огласи и министерот за спорт Борко Ристовски, кој истакна дека ако се потврдат сомнежите за некакви неспортски активности, двата клуба можат да останат без лиценца за дејноста спорт. Животот е круг. Знај, животот се врти. Некогаш сме последни, некогаш сме први. Се е круг. Знај, животот се врти. Денес имаш се, а утре ништо не. Ова се стихови од песната Круг на ДНК, кој осамнаа над зидот во едно кафуле во скопската населба Аеродром. До нив насликан е и портретот на прерано починатиот пејач Андреј Ѓоргиевски. Фотографијата од муралот ја сподели сопругата на Андреј, Наталија, која емотивно се заблагодари за укажаната почит. Над 65 издавачки куќи и повеќе од 110 промоции и средби со автори на повидок е најголемото книжевно случување под мотото Храна за душа од 8 до 14 мај во арената Борис Трајковски во Скопје ќе се одржи 37-то издание на Сајмот на книга. Ужасно видео ни доаѓа од соседството. Непознат маж сред бел ден уринираше врз свеќите и цвеќето за жртвите од падот на кровот на железничката станица во Нови Сад. Неколку десетици граѓани подоцна се собраа на истото место и го измија просторот, каде непознатиот маж го осквернави со мокрење, објавија српските медиуми. А денеска од редакцијата. Таа е мајка хероина која што за многу краток временски период, 2 пати предвремено се породи со царски рез. Модната дизајнерка Маја Кикириткова во емисијата Мама Визија си ја отвори душата за незините тешки денови во бременоста, породувањето и првите денови откако станала мајка. И покрај уредната бременост, неколку недели пред породувањето, почнала ненајдено да крвави, а докторот ти кажал дека мора веднаш да се породи. Вечерва со почеток во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат гледајте ја премиерно најновата епизода на Мама Визија. Мене на 27 декември ми е роден ден и на 27 декември ми кажа дека јас морам да излезам од болница 5 дена после пораѓајот со празни раце. Сите излегуваа со транспортери, со бебиња. Ние си отидовме дома без бебе. Можам да кажам дека тоа ми беше најлошиот роден ден. Ми рече дека за жал ќе мораме да го извадиме бебето затоа што ситуацијата не е добра. Јас кажав, ма како докторе да го извадиме бебето? Значи јас имам уште многу доста долго време додека да се роди бебето. И ми кажа така е процедурата, значи тоа е што е, му се јавив на сопругот, тој долета со брзина на светлината во болница. И јас отидов околу 6 попладне во болница, веќе во 8 часот и 10 минути Лазар беше роден. Го ставија веднаш во инкубатор. А кажете ми, кога ви го кажаа тоа, како се чувствувавте? Затоа што вие не сте очекувале, објаснувањето е зошто се случило крварењето, што се случило? Затоа што мене ми се одлепила плацентата и потоа правевме испитувања после пораѓајот. Не можеше да се докаже од што е одлепена и кога се случи и втор пат со Ева исто, едноставно мојата матка не издржува килажа на дете над 2 кила.